Ново издание на вестите на Канал 8. Добре дојдовте. Околу 80.000 евра планира да инвестира општина Кочани за изградба на фекална канализација на новата улица во зоната лесна индустрија. Рокот за реализација на градежните работи е 4 месеци. Согласно програмата за инфраструктурни инвестиции, општина Кочани ја почна постапката за изградба на фекална канализација на улицата 563, лоцирана над десниот магистрален канал во зоната лесна индустрија. При крај е рокот од јавниот повик за прибирање понуди од заинтересираните изведувачи на градежните работи. Планираната сума за реализација е околу 5 милиони денари во нето износ. Половина од парите се обезбедени од Министерството за животна средина и просторно планирање со договор од април годинава за доделување средства. Остатокот е конфинансирање од буџетската сметка на општината. Според техничката спецификација, од избраниот изведувач ќе се бара да постави полиетиленски коругирани канализацијски цевки, заедно со потребните делови за спојување и одвод на отпадните води. Се работи за две цевки со надолжен пресек од 200, односно 250 мм и вкупна должина од 560 метри. Исто така во описот на работните задачи е набавка и изведба на десетина високо пресувани префабрикувани шахти со капаци од лиено железо. Понудите до локалната самоуправа на Кочани изведувачите треба да ги достават до 24 јули. По изборот на најповолната и исклучувањето на договорот, градежните работи ќе треба да се комплетираат во период од 4 месеци. До 31 јули земјоделците може да поднесат барање по програмата за финансиска поддршка во земјоделството за оваа година. Апликациите се поднесуваат електронски во системот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. До 31 јули, односно уште 7 работни дена, им остануваат на земјоделците да поднесат барање по програмата за финансиска поддршка во земјоделството за оваа година. Тие може да аплицираат за субвенции за растително производство по обработлива земјоделска површина, со полјоделски и градинарски култури, за одржување на постоечки површини со овошни и лозови насади, за производство на сертифициран семенски саден материјал, за сточарско производство, за обележени грла говеда, овци и кози, за презимени пчелни семејства, како и за органско земјоделско производство. Земјоделците барањата може да ги поднесат во електронскиот систем на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во делот директни плаќања субвенции. Од Министерството ги повикуваат сите кои го немаат реализирано ова право, доколку не можат сами да креираат апликации, да се јават во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, каде од страна на вработените ќе им биде креирано и поднесено барање согласно програмата и уредбата за директни плаќања за оваа година. Управата за јавни приходи ги потсетува даночните обврзници дека на 25 јули истекува рокот за кој треба да се поднесат пријави за данок на додадена вредност. Управата за јавни приходи ги потсетува даночните обврзници дека имаат уште 4 дена во кои што треба да се поднесе даночна пријава по основ на данок на додадена вредност. Од управата велат дека повеќе од половината од даночните обврзници се уште не поднеле пријава. Секое задоцнето поднесување или пак воопшто не поднесување на пријавата во законскиот рок ќе повлече и пропишана глоба. Пријави за данок на додадена вредност треба да поднесат вкупно 40.509 обврзници во државата. Според податоците од Управата за јавни приходи, досега ваква пријава поднеле 19.030 обврзници. Останатите 21.470 се уште не поднеле пријава. Управата за јавни приходи уште на почетокот на овој месец информираше и упати апел обврзниците на времено да поднесат ДДВ 04 пријава. Даночните пријави за данокот на додадена вредност можат да се поднесат најдоцна до 25 јули. На 4 август во Видовиште ќе се одржи втората иселеничка средба на македонците во странство. Градоначалникот Борчо Коцев ги повикува граѓаните да присуствуваат на настанот. На 4 август во селото Видовиште ќе се одржи втората иселеничка средба на македонците во странство.
Иницијативата за спроведување на средбата е идеја на Сашко Златков и останатите жители од селото кои живеат и работат надвор од државата. Градоначалникот на општина Зрновци Борчо Коцев истакна дека како локална самоуправа се образуваат настанот да го прераснат во традиционален, кој би се одржувал на почетокот на август секоја година. Согласно програмата за културни манифестации на општина Зрновци за 2024 година и одлука на Совет за поддршка финансиска на културна манифестација, втора поред, иселеничка средба на македонците во странство во село Видовиште на 4 август со почеток од 11 часот на место викано Магила ќе се одржи овој прекрасен културен настан. По втор пат лани исто така беше одржана, оваа година со екстрадниот уметник Владко Миладиновски. Ги повикуваме сите љубители на македонската традиција, ора, обичаи и селеници да присуствуваат на овој настан, заедно да поминеме еден прекрасен момент и дружење. Првата иселеничка средба во Видовиште се одржа минатата година во местноста Магила, а доказ за успешно спроведениот настан беше големиот број присутни граѓани. Екипите на Чифлик и Соколарци се првите полуфиналисти на турнирот во фудбал во рамки на Илинденските спортски игри во општина Чешиново Облешево. Екипите на Чифлик и Соколарци се првите полуфиналисти на турнирот во фудбал во рамки на Илинденските спортски игри во општина Чешиново Облешево. Во групата Б, екипата на Чифлик во првиот надпревар ја совлада екипата на Соколарци со резултат од 4:0, а во вториот со резултат од 5:2 ја победи екипата на Пантелеј. Фудбалерите на Соколарци беа поуспешни од тимот на Пантелеј, а резултатот беше 4:1, додека во вториот надпревар со убедлив резултат од 5:0 ги победија противниците од екипата на Облешево и со тоа обезбедија полуфинале. Екипата на Облешево и Пантелеј освоија по еден бод, а Облешево има уште еден надпревар со Чифлик, но дуелот е без значење. Во групата А ќе биде непредвидливо се до последниот надпревар, бидејќи подеднакви шанси за пласман во полуфинале имаат екипите на Жиганци, Карбенци и Чешиново. Полуфиналните средби ќе се одиграат на 30 и на 31 јули со почеток во 18 часот на фудбалското игралиште Даме Груев во Чешиново. Почитувани гледачи, со временската прогноза го завршуваме и ова издание на вестите на Канал 8. Следете ни на нашата официјална веб страница kanal8.mk. Довидување.